Ова се бубрезите, органи со големина на тупаница и во форма на граф. Тие се љубезни и вредни органи сместени во горниот дел на стомакот. Се наоѓаат на задниот дел на абдоминалната празнина од двете страни на рбетниот стол. Бубрезите имаат 4 многу важни улоги. За среќа ги имаме 2. Тие се неопходни за екскреција, која секој ден го чисти вашето тело од штетните материи што поминуваат низ него, како што се уреата и другите хемикалии. Но понекогаш вашите бубрези може да се разболат. Ова може да настане како резултат на пиење на големи количини на алкохол, или користење на дрога, или како резултат на друга болест како дијабетесот, или поради повреда која води до бактериска инфекција. Ова може да предизвика откажување на бубрезите, што значи дека бубрезите не можат правилно да функционираат и доведува до трупање на отпадни продукти во телото. Како што можете да си замислите, овие отпадни продукти се опасни и ако останат во вашето тело предолго, може да предизвикаат сериозна штета. За да им се помогне на бубрезите во извршување на нивната должност, пациентите може да одат на дијализа, која трае отприлика 4 часа, 3 пати неделно. Што се случува за време на дијализа? Пациентите седат на убави, удобни столови и им се вметнува игла во вената. Непрочистената крв започнува да се движи во машината за дијализа. Ајде да ја следиме крвта за да видиме како се прочистува. Пумпа ја турка крвта низ системот од цевки за дијализа, кои се направени од полупропуслива мембрана, што ги спречува големите честички како крвните клетки и протеините да излезат од цевките. Цевките се потопени во течност за дијализа или дијализат. Течноста за дијализа е специјална смеса од чиста вода, електролити и соли. Не содржи уреа, ниту отпадни продукти. Отсуството на отпад во течноста за дијализа значи дека како што крвта тече, во цевките има повисока концентрација на отпадни производи, па тие преминуваат од крвта во течноста за дијализа по пат на дифузија. Течноста за дијализа содржи електролити и соли со цел да се коригираат било какви нарушувања на рамнотежата во крвта, кои би можеле да бидат причина за откажувањето на бубрезите. Тие исто така се филтрираат од крвта преку дифузија. Понекогаш глукозата е исто така вклучена во течноста за дијализа, или за да се отстрани прекумерната течност од крвта, или доколку недостасува за да се обезбеди повеќе глукоза во крвта. Штом крвта темелно ќе се изфилтрира и исчисти, таа се враќа во пациентот преку артериите. Употребената течност за дијализа се отстранува. Иако дијализата може да ја замени работата на бубрегот кој откажал, таа може да биде многу неудобна и да одзема многу време. Од овие причини некои пациенти се одлучуваат за трансплантација на бубрег. Но, иако ова се покажува како подобро и подолготрајно решение, бидејќи нема потреба од рестриктивна диета или неудобни третмани, трансплантацијата е многу скапа, а пронаоѓањето на соодветен донор е многу тешко. Дури иако и двата услова се исполнети, постои ризик вашето тело да го отфрли трансплантираниот бубрег. Затоа треба да користите имуносупресивни лекови по трансплантацијата. Затоа грижете се добро за вашите бубрези, затоа што тие го одржуваат вашето тело чисто и здраво. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.